Иван, ти благодарам што денес си мој соговорник во емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. Благодарам и тебе, Вики, што ме покани. Поздрав за сите гледачи, за сите читатели на вашиот магазин. Поздрав за сите македонци. Последниот период изминатава година беше многу актуелен по надпреварувањето во Звездите на Грант и се надевам Ива дека тебе ти донесе многу позитивни работи, меѓутоа ние муабетот ќе си го започнеме први од твоето детство, каде го помина Иван детството, какво детство имаше и дали се сеќаваш на некои работи што ги помина во детството, некои палавштини, нешто што те така ти доаѓа на ум да го кажеме. Па јас се уште се осеќам како дете. Мислам дека детството уште не ми е завршено. Меѓутоа, еве да почнеме хронолошки како ми започнало детството и како што кажав, дали сум бил палаво дете, тоа кој да прашате, јас сум бил најмирното дете што постоело. Еве да кажам кратка историја моја. Значи, јас првен, основно завршив, паралелно со основното образование одев во ниже музичко, тоа го завршив. Сега беше дилемата за средно како ќе продолжам, дали да продолжам на музички, на музика да продолжам во средно, но некако ми беше преку глава веќе од таа класична музика во ниже, класика на Сабаля станувавме во 8 сала и некако не може веќе. А моите некако ме, пошто и татко ми и дедо ми, цела лоза имам јас музичко во мојата фамилија и некако ме желба му беше едноставно да продолжам да се занимавам со музика. Но јас тука пресеков, реков, не, па кај ќе да се животот, се запишев гимназија, општо во Велес. И ја завршив и гимназијата, ми беше криво што не продолжив музичко, затоа на факултет продолжив музика, од гимназија продолжив на академија тука во Скопје и ја завршив успешно и сум горд што од гимназија дојдов на музичко, што тоа е редок случај што така се запишуваат, од некој општ смер да се запишеш на музичко. Затоа што не може тоа секој да го студира и едноставно треба да имаш некое предзнаење што ти е потребно за да завршиш така. Но сепак ете си успел и си завршил успешно, теоретичар, наставно-теоретски одсек. Во едно интервју ќе речеш дека не сакаш да предаваш музичко или да бидеш наставник. Зошто? Па тоа го имам кажано повеќе пати. Некако мојот темперамент и мојот карактер не се совпаѓа со таа професија. Мислам дека не би бил добар со деца и да... Како педагог? Да, како педагог. Јас знам да го пренесам знањето, тоа се, али како педагог не можам да се замислам. Ниво иднина во некое време кога еве, например, можеби ќе бидеш во некоја, како да кажам, возраст каде што ќе треба да имаш некоја друга работа? Како мине времето, ја осеќам дека се пократки живци имаме, така да, а за деца, да работиш со деца, треба многу живци, така да... Кажи ми, значи, мирно умно дете беше, така, Иван? Да, најумното во класот. Само, мама, можете да ја прашате мојата мајка, мојата наставнички се жалеше незе за тоа што јас цело време сум си цртал нешто додека она зборувала. Сите наоколу галама, ја сум си цртал, не сум ја слушал наставничката. Тој тип на дете. Како е воспитан Иван, во какво семејство растеше? Па можам да кажам гордо дека во патриархално семејство сум растен, со некои принципи животни што знам дека вредат и ги имам задржано тие уште од мален нозе, така да сум преблагодарен и на моите родители што ме воспитале така. Кажа дека потекнуваш од музичко семејство и твојот татко и твојот дедо се занимавале со музика. И мојот прадедо. И твојот прадедо, што конкретно они свира, некои инструменти ли? Прадедото зурла, дедо ми кларинет и саксофон, татко ми армоника, синтесајзер, пее, тарабука, тие инструменти. Јас кога веќе тука кога ви кажав во средно кога се запишев гимназија и имаше бенд школски. И тука мене ме викна, пошто тој професор беше колега со тато и многу беа добри, соработувале многу пати.
И тука кога ме викна, веќе како да влегов во некој тој свет на популарна музика. До тогаш немав ја контакт со популарна музика, се класика и преку глава веќе како што кажав ми беше. И веќе кога ми се отворија некои видици така, викам, може ли не било цел свет само класична музика, има и популарно нешто поинтересно се дешава. И тука ми се засвига и полека почнав и послух. Прво почнав да свирам уствари на клавир. И кога беа тие настапи на училиште, на училиште кој имаше некои представи, така некои настани, мене вика да свирам клавир и тука почнав со тој професор да послух да ги фаќам песните, да така. Со пеењето дури почнав касно после тоа. После средното, околу факултетот. Кога бев на факултетот, тука почнав со пеење. Колку време си веќе активен како артист? Како соло пејач? Да. Негде 6-7 години. 7, тука негде мислам. Првата песна само ти? Да. Тоа ми беше 21 година, а сега сме 26, значи пред 5 години. Официјално сум на естрадата. Која напиша песната? Првата песна? Сите песни сам ги пишуваш колку што можеш да? До сега да. До сега значи, да. Кантавтор си на своите песни, на сите мои и музика и тексти, аранжмани и се. На авторските. На авторските, имам многу преработки, да. Да, знам, говориме за авторските. За авторските до сега се сам. Дори знам дека имаш и студио. Дори работата во студио сакам да си ја работам. Некако ме влече и таа работа, нели, пред компјутер ше. И ми исполнува кога се сам ќе направам, некако. Како ти доаѓа инспирација за да направиш еден текст? Првин текстот го правиш или првин музиката, па на музиката го лепиш текстот? Различни, од песна до песна зависи. Да. Зависи од може и тој случај да се деси и првен музиката, може првен текстот, се зависно до песната. 5 песни до сега имаш? Да, твои, авторски, да. И многу преработки. Што е полесно, да се направи преработка и да се сними или да се направи своја авторска песна? Па преработката е во секој случај полесно, затоа што веќе некој смислил и текст и музика, се само треба нов аранжман некој да многу ги менувате аранжманите или кога правите преработки? Па по некоја мала доза е. Пак зависи од песната, ќе кажам. Но се трудиме да доловиме некој модерен звук во секоја етап преработка, која се каже кавер. И се разбира со дозвола на авторите. Некако ми се чини дека правењето на кавери стана тренд кај сите музичари. Иако, например, овие што се нели подокажаните пејачи велат дека треба да се создавате авторска музика и со неа да се представувате, дали сметаш дека побрзо може, например, да се дознае и да се, како да кажам, за артистите преку кавери? Тие кавери се во последно време многу актуелни и кај нас и во околните држави тука на Балканот, затоа што некако многу брз е патот со тие кавери за да стекнеш некоја популарност. Но има еден голем проблем тук, што таа популарност од кавери ќе ти трае многу кратко време. За да оставиш некој белег мораш авторско нешто, некој белег да оставиш ти на сцената. Иван, свесен ли си дека овој пат што годиш не е едноставен, дека треба навистина многу труд, многу посветеност, како да кажам, многу отсуства од дома, нели, патувања, можеби надвор и така натаму. Дали понекогаш можеби се предомислуваш или цврсто си решен да годиш овој пат? Никогаш не сум имал ни трошка сомнеш дали ќе се бавам со оваа музика. Јас сум решен и 100% тоа е патот што треба да го одам. За мене тоа е тоа. Тоа е животот. Велиш дека идолите биле Шабан Шаолич и Тоше? Да, од секој жарн на музика можам да извадам по некој идол да го наречам, што ми е узор за тој вид на песна. Ако во моментов ти кажам сега, Иван, која песна би ја запеал и ги поздравил нашите гледачи, која песна би била таа?
да ни запееш еден рефрен. Зајди, зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасна ле месечино, бегај удави се. Поздрав за сите гледачи. Одлично, ти благодарам, Иван, што вака еве на препат да фатив, ама одлично, навистина одличен вокал си, одличен артист и верувам и се надевам дека ќе имаш многу успешна кариера. Како дојде да се пријавиш на Звездите на Грант? Како дојде да се пријавам? Јас се пријавив уште пред 2 години и ја поминав аудицијата и ме викнаа на снимање и во прв круг излегов. Тогаш настапив со песни од Тоше, што сметам дека не е баш мој правец во кој до сега и сум се представил и во кој треба да се представувам. Нели, јас знам да отпеам и некоја песна од забавната музика, но сепак мислам дека мојот темел е народната песна, народната музика и се ме викна нели повтор пат за оваа година. Они те повикаа повторно? Они ме повикаа, да. И решив цврсто да газам со народната музика и за сега топ. Зашто токму Цеца ја одбра? За ментор? Цеца ја одбрав од повеќе препораки од мои колеги што веќе беа во такмичењето од нивни лични искуства. Ќе ги споменам Мики Сакуловски и Никола Станичик од минатата година што беше победник и вице шампион од предмината година Мики. И двајцата ми кажа најдобри зборови за Цеца и немав избор него и ја да ја одберам неа. Каква е Цеца како ментор? Каква е Цеца и можам како и јас човек? можам и јас тоа истото да потврдам за сите идни учесници што ќе се пријават дека Цеца е правиот избор. Каков пристап има? Каква е како човек? Пошто знаете како низ медиумите во Србија се пишува се и се што. Нели се пласираат секакви информации. Да. И можеби ние луѓето не можеме вистинското нели лице на Цеца да го Додека не седнеш со неа, мислам дека не можеш да ја перцепираш реалната она да ја доживееш. Кога ќе седнеш вака со неа исто како ја и ти сега. Какви карактерни особини има? Така. Какви знае да биде избувлива, ама има предобра душа. И секогаш ќе даде максимум за секој, не само и за незиниот тим, нели што е од такмичењето, незиниот карактер е таков што се дава максимално за тие околу неа. Кога станува збор за песните, таа ти кажува кои песни или ти даваш предлози па заедно одлучувате со кои песни ќе се представиш? Повеќето од случаите било да јас сум донел предлози, пример 10 предлози на песни што сметам дека јас ги пеам добро и мислам дека ќе ги донесам и дека се добри за такмичењето. Ги носам кај неа на проба, ги пробуваме и она ќе даде мислење кои од тие би можеле да одат. Така до сега на тој принцип сме ги бирале песните, само единствено исклучок беше последниот круг кај што она ме натера да ги пеам Македонско девојче и стани моме да заиграш. Кога имаше забелешка од Ана Бекута беше? Имаше забелешки, да. Меѓутоа Цеца, например, не знам колку е, и не само Цеца, туку било кој србин што не живее тука во Македонија, не знам колку е свесен за нашите песни, колку се пеат, кој се веќе од кој песни на веќе на народот му е преку глава. Ама она многу ми запна и рече ти ќе ги пееш и крај. И добро менторка, реков, како ги кажеш така.
Меѓутоа мислам дека немаше целосна слика дали македонско девојче е веќе препеана што дури народот не може веќе, ако е таа да речеме некоја како химна во Македонија, има многу голем спектар на други песни што може да се одберат македонски, по моje мислење. Кажи ми, те погаѓаа негативните коментари од досега од жири, некој од жирито, например, еве понекогаш знае да кажа некој негативен коментар? Од жирито знае да ме погоди затоа што тие се викнати таму и тие се стручни за тоа што за мојот настап да кажат мислење. Така да единствено тие мислења може да ме погодат. А вака коментари од обичен слушател што нема познавање од музика, тие не ме допираат воопште, затоа што едноставно не може секој да биде компетентен да коментира за... Може да има мислење, да си го чува за себе, да коментира и јас да го слушам тој коментар, тоа не. Значи емотивец си? Да. Ракче си во хороскоп? Да. Затоа те погаѓа. Вака, сега кажи ми колку пак оние блиски луѓе околу тебе што ги имаше, го променија односот кон тебе од кога ти еве стана можеби попознат по настапите во звездите на Гранти општо. Почувствува ли некако поинаков однос од твои блиски луѓе? Па веќе ако ми биле блиски, јас си одржам тој круг на блиски луѓе кои што ми те поддржува. Така е, да. Имам максимална поддршка од сите околу мене. Така. И што сепак тоа значи многу кога си во една таква ситуација да се напреваруваш. И сум благодарен на сите околу мене, на целата поддршка и на мојата пуваа половина. Така, ќе проговориме и за неа. Кажи ми па колку ти донесе повеќе свирки и ангажмани ова шоу? Многу. Драстична разлика се осеќа, нели јас работев и пред тоа. Одлично настапував, имав доста работа, меѓутоа веќе со ова такмичење кога веќе излегува сите снимки до сега, се осеќа стварно голема разлика и во популарност и во веќе на улица, ја мислам дека 90% секој би ме препозна. Така, значи веќе те препознаваат Да. и знаат за кого станува збор. Имаш ли настапи надвор од Македонија? Знам да имам, да. Да. Не толку често, но Каде си повеќе биле сум во досега? Македонија. Па сме биле Германија, Швајцарија. Како реагираат таму нашинците, македонците на твоите настапи? Каде и да сме биле преубави критики и коментари имало секогаш. Бакшиш? Па секогаш. Има? Ќе Секогаш. ни кажеш каде бил најголемиот, барем во која земја? Каде бил? Не сум размислил. Мислам дека па имало секогаш имало бакшиш, не знам. Сега не можам да извадам конкретно. Сега Иван е заљубен и верен. Така е. Да најавиме дека свадбата ќе биде ова лето, така? Така е, свадбата ќе биде во август ова лето. Здравје, се спремаме полека. Уствари се е спремно, уште костим да најдем и венчаница. Кажи ми како ја запозна сопругата и со што те освои? Многу случајно се деси тоа. Ете баш на настап во Швајцарија, пошто таа таму живееше веќе 3-4 години. И таа дојде на тој настап. И така се нас запознав. И веднаш се случи на прва Да. заљубувањето? Па И од страна на двајцата? Се сретнавме, се запознавме, разменивме. Така. Нели? Меѓутоа на прва едноставно веќе се почувствува дека ќе Да. биде нешто. Веќе кога има искрата, лесно е да се запали огнот. Кои незини карактеристики те освоја, освен што е навистина многу убава? Па сега да не се лажеме, на забавата беше најубавата. Јас дори мислев дека немам шанси со неа и така да она проба да стапи во контакт со мене. Јас го остварив тој контакт. И веќе кога видов дека имам шанса со така лепотица, кога се запознавме, ми остави голем впечаток и со некои размислувања околу животот, што стварно видов дека е патриархално воспитана и сите тие работи што Што тебе ти одговара? мене ми одговараат, да.
Ја разбира ли твојата професија што е многу важно? Ја разбира затоа што и она е исто така дел од јавниот свет и Инфлуенсер е, да потенцираме. така е. И до сега се разбираме одлично на таа тема. Кога ќе биде свадбата? Се знае точен датум? Да, август. Во август? На Каде Илинден. ќе ја правите? Илинден. Каде ќе правите? Ќе ја правиме во ресторан Везелка. После колку време одлучивте дека еве ќе се земеме? Кратко време. Толку Така. ќе кажам. Добро. Значи во Везилка, во август, Да. Иван веќе ќе Да. рипне во тавче, што се вели. Рипне во тавче. Така, А ви рипната имам во тавче одамна, ама. Ви посакувам навистина многу среќа и успешен брак и навистина да се разбирате и твојата супруга да разбира, бидејќи знам дека навистина да пловиш во овие води, треба навистина голема поддршка да имаш од партнерот. Така И е. посакувам да ви биде така и да ви биде љубовта, како да кажам, да ви трае, да си имате еден куп дечиња и така натаму. Благодарам од срце. Што мислиш за состојбата на нашата македонска музичка сцена, еве конкретно бидејќи си ти во фолк водите за нашата фолк сцена? Имаме ние доста изведувачи, Така. професионални, се тоа стои. Ама има недостаток на нови песни, значи не се компонира, не се создава нова музика. Тоа мислам дека е клучниот проблем, што и нашите луѓе немаат избор што да слушаат од наши песни. Затоа одат на песни што се балкански од соседните држави. И затоа и нашите и радија и медиуми нема што да пласираат, затоа што не се создава македонска музика. Ние се трудиме секој што е и млад нели артист, јас го поттикнувам максимално да даде се од себе што се однесува до создавање на нови песни, затоа што ние сме иднината. И ние ако не направиме нешто да пркне оваа сцена наша, нема никој да направи друг. Со кого би снимил, например, дует, ако ти понудат? Со кого би сакал од машките изведувачи, со кого од женските? Вокали, например, кој ти е според тебе вака компатибилен? Па не знам сега дали да одвојувам. Можеш и Главно, не мораш по еден, може и по повеќе, да. Имаме многу квалитетни вокали што со задоволство и прифатил соработка и снимање на дует. Што повеќе песни, нема зошто да се стегаме сега дали со некој би снимил, со некој не. Значи ако се пронаоѓаме стилски тука да сме, нели, зависно од песната дали ќе биде народна забавна, ако се пронајдеме стилски да ни одговара песната и на двајцата, би снимил со секого мислам. Сега кажи ми, бидејќи веќе нели долго време си во ова, дали би пробал еве да снимиш нешто на српски, па некако да се пробиваш и на тој пазар? Па ми паднало на памет, да. И не гледам и зошто и не би снимил, да. До сега се ми било на македонски, но може да се деси и некоја песна на српски, зошто не. Па да видиме и како ќе ја прифатат и србите. Мислам, мене како ќе ја прифатат. Не те прашав за некоја интересна ситуација што се случила во Звездите на Грант, вака што еве да пренесеме до нашите гледачи нешто што ќе ти остане така во сеќавање, нешто интересно, нешто необично. Па има нон-стоп има дешавки, значи кога си со таква екипа една, ај стварно нашиот тим на Цеца сезона, не знам, многу ни се сеќавам како фамилија и сите сме предобри. И со нив секогаш има смешки, лудори, така, а пак сега да издвоам некој момент. Нешто позади сцена што се десило. Не можам да се сетам. Се случило болен да пееш? Болен пеев минатата сезона кога кажав дека испаднав, тогаш бев болен ама лекцијата си ја научив и оваа сезона се пазев максимално, така да тој труд вроди со плод. Освен музиката и освен нели ова што еве го работиш, има ли нешто друго, некое хоби, нешто што правиш да ги наполниш батериите, да се опуштиш? Што е тоа што Иван го прави во слободно време, нешто друго освен музиката? Секој невие ми е
вежбањето, одење во теретана, тоа ми е секојдневие и веќе 10 години вежбам и без тоа не можам да се замислам. Тоа ми е као хоби. А други хобиња, јас се што е поврзано со уметност сакам и се што ми е потребно од страна на работа пред компјутер, дали видеа, слики, се што ми е потребно околу маркетинг, тие работи исто сам се си ги работам. И ме влечат едноставно работи што се поврзани со уметност. Имаш менаџер, не те прашав тоа? Не, за сега Не уште? немам. Сметаш дека да бидеш вака поуспешен артист, дека треба да имаш менаџер? Па не знам колку би функционирало кај нас, искрено, поради тоа што некако цело време како во надолна линија ми оди работата од страна на локали и мислам дека немам потреба моментално од менаџер. Меѓутоа, ако почувствуваш, Да. сигурно и би. Затоа што ја имам и бенд, еве да го споменеме, фантази бенд, мој матичен бенд и со нив имаме доста работа, свадби, прослави секакви. Кафани, знаеме да свириме, кафичи, дискотеки, се тоа стои, но некако во нашава земја мислам дека секој артист е свесен дека најголема заработка е од тие приватни прослави. А кажи ми, кој бил најтешкиот период во твојот живот или момент, а кој бил најсреќниот? Па најсреќниот со сигурност можам да кажам дека моментално ми се дешава и Во љубовта? и во љубовта и на професионалното поле сега нели со Звезда Гранда. А најтежок не можам да извадам. Мојот живот е некако Така, значи не си имал некој тежок и не ти посакал. Да. А кажи ми, од што се плашиш најмногу во животот? Имаш некој голем страв? Например, некој се плаши од височини, некој се плаши во авион да лета, некој... Што е твојот најголем страв? Јас имам едноставно зацртано пат што треба да го одам, верувам во тој пат и некако не верувам во сопки што можат да ме запрат кога сум решил нешто. А не можам да извадам стварно што можам да кажам дека се плашам сега во моментот. Дали си задоволен од она досега што ти се случило и каде се гледаш за 10 години? До сега со моите 26 години можам да кажам дека сум презадоволен од се што имам постигнато. Се трудам максимално и ќе продолжам да се трудам, да давам се од себе. И за 10 години ја мислам дека ако сега веќе ме познаваат луѓето, мислам за 10 години дека треба цел Балкан да ме познава. Се гледаш на Иван на солистички концерт еден да направи, еве во Борис Трајковски или не знам. Тоа ми е една од животните желби што си ги посакувам и што секој еден артист млад што се труди, мислам дека за тоа мачте и се надева дека еден ден ќе се деси тоа и дека ќе го достигне тој успех. Ај да се оствариш во улога на татко. За 10 години. Тоа секако, да. Тоа нема да биде за 10 години, така Тој многу побрзо ќе биде тоа. Ти посакувам навистина да биде така. Кажи ми, на музички план нешто подготвуваш, спремаш за во блиска иднина што може еве да информирам? Значи имав и се уште имам дилема. Дилемата беше дали да направам еден албум сега додека сум на грант да го искористам таа фама околу мене. Дали да биде цел албум, дали да направам еден серијал од песни што ќе ги објавувам една по една. И повеќе за втора варијанта сум моментално, па ќе видиме што ќе испадне. Меѓутоа во текст е подготовки на тие песни, така да може да очекуваат слушателите за брзо време. Повторно, значи све сам ќе си твориш? Или ќе има некоја соработка, можеби со некого? За сега се ми е сам, ама може да се деси соработка. Тоа ќе биде истиот стил го задржуваш, така? Во главном да. Не викам дека нема да се деси некоја песна да избегам малце, да прошерам од мојот стил.
Јас сум човек што сака да експериментира искрено во стиловите, ама ќе се трудам да по тоа што публиката до сега ме запозна и ме прифати, највеќе да се држам до тој стил. Сега да те прашам уште едно прашање како за крај. Зошто нашиве естрадни, како да кажам, артисти, уметници, пејачи, дали се фолк, дали се поп, нели, не можат толку да направат некоја кариера и да имаат толку многу ангажмани како што имаат артистите во Србија? Што е тоа кај нив поинаку? Што се случува бидејќи еве беше таму долго време, си одиш, гледаш, осознаваш? Суштината на проблемот е, како што кажав преска, создавањето на нови песни. Значи, ако не Сметаш дека само треба да се твори музика? треба да се твори музика, а со самото творење, пошто ние реално многу немаме кај да промовираме таа музика во Македонија, со самото тоа творење, ако има обилно создавање на нови песни, мислам дека ќе има слух тој што треба за да направи еден нели медиум што стварно ќе ги поддржува младите артисти, што ќе ги бутка напред. Дали мислиш на продукција или на медиум? Па и тоа и тоа. И едното и другото. Да, затоа што Ни фали една телевизија која што ќе третира само музика. И телевизија и радио, значи моментално ја мислам дека има премалку и радија и телевизии што пуштаат македонска наша музика. Се некако сите пуштаат странска музика, дали српска или англиска музика, ќе пуштаат затоа што едноставно имаат ќар од таа музика. А ако се твори ностоп македонска музика, мислам дека ќе има спас и за нас. Ајде да се надеваме дека ќе дојдат подобри времиња и за вас, нели, Се надеваме и јас артистите, сум без разлика дали станува збор за фолк музиката. Јас сум оптимист за фолк. таа тема секогаш, ама Така. мора да се ангажираме сите Така. заеднички. Еве затоа ние ја правиме оваа емисија Кафе Муабети да промовираме, нели, македонската култура, музика, нашите исто артисти, актери, значи и сите оние кои што имаат што да покажат, за да нели би посветиме малку внимание. Иван, ти благодарам многу за овој денешен Кафе Муабет. Јас ти посакувам сите оние желби кои што си ги кажа да те се исполнат. Посакувам да си поминат убаво на свадбата и се разбира за 10 години. Очекувам да ме поканиш на концертот. Ти благодарам од срце за убавите желби што ми ги посака и да ти се враќаат традовно. Фала ти многу. Се гледаме во некоја друга прилика и со некој друг Кафе Муабет. Се гледаме, поздрав сите.